Почитувани гледачи, добро утро уште еднаш. Како што ви најавив пред кратката пауза, дека денес ќе разговараме на темата дијабет. Дијабетот представува болест која што зема се поголем замав помеѓу популацијата. После канцерот, тој е втора болест помеѓу луѓето. За жал, во најчестите случаи во подоцнежните фази може да се детектира оваа болест, но за тоа како се лекува, како може да се превенира и што се може да употребиме за да спречиме дијабет, разговараме со мојата денешна гостинка, господја Сашка Денковска-Петковска од Кајзер аптеки. Сашка, добро ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Моето име е Сашка Денковска-Петковска, магистар по фармација, сопруга и родител. Доаѓам од Куманово, така да ќе ми биде задоволство да зборуваме за дијабет денеска. Так, воедно сте собственик, а и вработена како фармацевт во Кајзер аптеките. Так. Што всушност представува дијабет? Па вака, дијабетот е најчесто заболување на ендокриниот систем и се јавува како последица на нарушување на гликозата, односно шеќерот во крвта. Инсулинот, како недостаток на инсулин, значи тоа е хормон што го лачи панкреасот и се јавува, имаме два типа на дијабет. Значи дијабет тип 1, кој што се јавува во помладата возраст и е уште наречен и дијабет зависен или инсулин зависен дијабет, бидејќи има недостаток на не се лачи доволно инсулин или се лачи во многу мали количини. Додека другиот тип е дијабет 2, едносно тип 2, и тој се нарекува уште и дијабет независен инсулин. Тој се јавува бидејќи организмот нема способност да го преработи или не го искористува доволно тој инсулин што се лачи. Исто така за дијабетот, точно е дека зема се поголем замав, бидејќи некои истражувања покажале дека современиот начин на живење ни доведува да оваа болест зема се поголем замав. Так. Дали е точно, често пати можеме да слушнеме во меѓу луѓето дека и стресот е главна причина за дијабет? Точно, дека и стресот да влијае на зголемувањето на шеќерот во крвта, така да со превенција, со намалување на стресот, како што зборевме минатиот пат, може да се превенира и шеќерната болест. Така, јас ќе се обратам, да кажам, со јазикот на гледачите или со јазикот на народот и често велат дека имаат зголемен шеќер во крвта. Тоа всушност е дијабетот. И сега сакам вака да ми направите една паралела, како што веќе напоменавте, што се случува во тој случај кога има зголемен инсулин? Причините, значи, за добивање на дијабет, дијабет тип 1, значи најчесто причините е поради недоволно лачење на инсулин. Тој се јавува во помладата возраст, обично до 30 години, и во тој случај, значи, понови испитувања покажале дека имаат тие пациенти генетски предиспозиции за таа болест. Додека дијабетот тип 2 најчесто се јавува во повозрасната доба од животот, над 40 години, и најчесто причина за тоа може да биде и дебелината, значи зголемината телесна тежина може да влијае на појава на оваа болест. Каква е симптоматологијата на дијабетот? Симптомите на дијабетот најчесто се чувство на жед, често мокрење, често многу брзо чувство на замор, често јавување на габични инфекции, генитални инфекции, дури може да доведе и до прекин на менструален циклус, импотенција може да се јави. Често се јавува и проблеми со непцата и забите. Кандида исто така може да биде причина, мислам, дијабетот да доведе и до многу почести тие заболувања. Так. Кои нарушувања во организмот ги предизвикува дијабетот? Па дијабетот така уште ја викаат и
подмукла болест, Так. која што е тиха, меѓутоа го оштетува доста организмот. Значи може невропатија или диабетска невропатија, каде што ги оштетуваат нервните завршетоци на периферните нерви. И доаѓа пациентите имаат чувство на трнење на рацете, дури не чувствуваат болка. Исто така ги оштетува срцето, мускулите, бубрезите, затоа се јавува и често мокрење. Исто така многу диабетот го оштетува и видот, замаглено гледање или замаглен вид исто така може да се јави како последица на диабетот и затоа се препорачува кај пациенти со диабет редовно на 6 месеци да одат на контрола, бидејќи имат ретинопатија, може да развијат ретинопатија, се оштетува, значи крвните сладови што ја снабдуваат ретината со кислород, да ја шеќерната болест да ја оштети. Исто така атеросклероза, односно тоа е крвните садови да не се еластични, односно да се многу крути и диабетичарите имаат поголема веројатност да развијат срцева болест или некој мозочен или срцев удар. Исто така често е кај диабетичарите да се развие кетоацидоза, односно тоа е закиселување на организмот, на крвта, и тука им се јавуваат симптомите како маченини, болки во стомакот, исто така често мокрење, меѓутоа тоа е се причина на оваа болест. Так. Како се лекува диабетот? Па диабетот, значи со режим на исхрана, исто така може да влие, со телесните вежби кај диабет тип 2 може да влие да се регулира оваа болест, додека ако има препишана орална терапија тип на хипогликемици, кој што ги препишува стручно медицинско лице, мора пациентите да се придржуваат на таа терапија. Третиот стадиум е со инсулин. Значи, инсулинот порано се изработува од животински хормони. Денес тоа е современо и е синтетски. И тој мора, значи не може да се внесе орално, бидејќи се разградува во желудникот. Мора да го внесуваат субкутано, нели, со така познато со боцкање со игли од инсулин. И имаме сега ново, значи современо 3 типа на инсулин, кој што е инсулин со кратко дејство, со средно дејство и со долго дејство. Секако дека тоа го дозира лекарот, стручното медицинско лице и е индивидуално за секој пациент. Так. Го споменавте уште на почетокот на вашето излагање современиот начин на живење. Како начинот на живење влијае на превенцијата на диабетот? Па така, ние мора да се со разновидна храна, значи внесување на разновидна и полесна храна, секако дека ќе го превенираме појавата на диабет. Исто така физичката активност ќе ни влие за да го искористиме инсулинот во нашиот организам, да се преработи или шеќерот да го преработиме во енергија. Исто така со превенција на стресот, ќе ни сите тие фактори заедно ќе допринесат за да се превенира оваа тешка болест. Исхраната пред се. Така, исхраната е многу битна. Дали постои, сме слушнале секако дека постои она алтернативна медицина, јас веќе имам гости во студиото на таа тема, односно лекување со некои лековити билки? Така, ова лекувањето на шеќерната болест со алтернативен начин на лекување, значи мора да биде во корелација, значи во сооднос со стручно медицинско лице, бидејќи самите пациенти не треба да земаат на своја рака алтернативен начин на лекување на оваа болест, бидејќи може да биде може да има и штетни последици. Значи тие нестручно да земаат нешто кое што ќе им ја влоши ситуацијата, а не да биде подобрена, затоа што мора да се консултираат со лекар, со фармацевт пред да земат било каков препарат. Така. Кога се разговара обично со лекарите од постарите генерации, намерно ќе го потенцирам ова, имам слушнато некои случаи вака јас лично, велат дека диабетот најчесто се манифестира преку стапалата. Што мислите вие за таа констатација? Дали е тоа точно, дали тоа се најчестите случаи кои што и доаѓаат кај вас?
Точно, јас се слагам. Се слагам дека негата на стапалата кај диабетичарите е многу битна, бидејќи може да се развие така наречено диабетско стапало. Поради невропатија, значи оштетување на нервните завршетоци, пациентите може да не чувствуваат болка и да дојде до оштетување на кожата, на ткивото на стапалата, дури и да не приметат дека има некаква реакција, бидејќи не чувствуваат болка. Затоа негата на стапалата кај диабетичарите е многу битна. Ако се развие некоја повреда или ранички, знаеме дека кај нив заздравувањето, зацелувањето на тие рани оди многу побавно и затоа мора да внимаваат, значи да не имаат испукана кожа, затоа што им се накалемуваат доста инфекции и тоа многу потешко се лечи. Така. Што препорачувате во тие случаи? Диабетичарите значи мора да внимаваат на диабетското стапало, така да кажем, значи мора редовно да ги прегледуваат нозете, убаво да внимаваат. Се користат ли некои креми? Секако дека има доста препарати кои што ќе помогнат за нега на стапало, односно и на целото тело, за да не дојде до пукање на кожата и да се развие некоја ранечка или... Што во тие случаи, кога се развива ранечка? Па добро, во тој случај се превенира со одредени препарати, нели, за да се санира што е можно побрзо, значи тој проблем. Дали е точно и тврдењето дека таа рана може да заздрави, но по извесен временски период повторно се јавува на истото место? Па ако може, значи има и такви случаи каде што се повторно се јавува на истото место. Меѓутоа, лекарите и стручните медицински лица секако и пациентот мора да соработува со нив за да тоа заздраве што е можно побрзо и убаво да ткивото да има сврзното ткиво да убаво да заздраве, како да кажам, да не биде зацелено. Така. Во која мера е напредната медицината, па и самата фармација по прешањето на диабетот? Па така, сега имаме доста орални препарати со продолжено дејство, значи нема потреба да внесуваат 2 пати или 3 пати дневно, значи имаме и со 24 часовни препарати, орални хипогликемици, кои што секако дека мора да ги препише стручно медицинско лице. Така да во тој поглед секој ден се работи на понови препарати и со поширок спектар, со подолго дејство, што секако ќе олеснат состојбата на пациентот. Така. И за крај би ве прашала, дали некако може да се превенира оваа болест? Па секако дека превенција на оваа болест можеме самите да допринесеме. Внесувањето исто така сакам да го спомнам на доста витамини и минерали. Посебно за диабетичарите е битно да внесуваат B6 витамин, B12, кој што ќе им помогне во таа невропатија. Исто така витамин Е ќе им ги заштити крвните садови од оштетување. Витаминот С кој што ќе им помогне во имунитет. Исто така и витамини и минерали како што се цинкот, бакарот можат да допринесат со внесување на тие препарати да допринесат нели за да се подобри општото здравје на пациентот. Така. И сега уште едно прашање. Дали оваа болест може да се излечи? Тоа е малку комплицирано прашање, но верувам дека нашите гледачи во овој момент би ве прашале такво нешто. Има повеќе фактори зависно од кој тип на диабет се работи. Соработката на пациентот, тој значи мора да соработува со лекарот, тоа да се регулира и секако дека може да се подобри ситуацијата на диабетичарот. Так. Дури да се доведе со режим на исхрана, со телесни вежби, може тоа да се регулира и да се подобри состојбата. Така, дали може би сте запознаени од колку единици веќе се препишува инсулин на пациентите? Па не, тоа е индивидуално, значи тоа го одредува самиот лекар. Стручното медицинско лице тоа одлучува колку ќе зема, во кој однос, која терапија, тоа е индивидуално, значи нема некоја. Така. Значи да заклучиме сепак со оваа симптоматологија која што ние кажавте, во секој случај приметив во текот на разговорот препорачувате соработка со лекар и стручно лице. Така, тоа е доста битно.
Ви благодарам што ни помогнавте да ја обработиме и оваа тема. Се надевам дека нашите гледачи се задоволни. Благодарам. И останете со нас, драги гледачи. По кратка пауза се враќаме повторно во студиото.